Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. За прв пат на Пониква се одржа ноќно скијање, при што беше ангажирана опремата на ски патеката број 3. Се најавува дека се планира оваа активност да продолжи во текот на целата скијачка сезона, а од идната недела ски лифтовите ќе работат секој ден. На ски патеката број 3 во туристичкиот центар Пониква на Соголските планини во средата вечерта за прв пат беше организирано ноќно скијање. Условите за скијачите беа одлични. Дебелината на снегот изнесуваше 20 на сантиметри, а патеката е целосно осветлена и подготвена со машина Ратрак. Од фирмата Eurocommerce, која е концесионер за ски лифтовите на Пониква, рекоа дека целата организација поминала успешно и така ќе продолжи за целата скијачка сезона годинава. Настанот се организирал со цел да се подобри зимската спортско-рекреативна понуда на Пониква и за почеток е искажано задоволство од одзивот на скијачите, кои ги имало 30-тина. За цело време паѓал снег, но тоа не ги спречило љубителите на зимската рекреација повеќе од 3 часа да уживаат во скијање под рефлектори. Ноќното скијање ќе продолжи и во наредниот период и ќе го има секоја среда и петок, при што се најавува дека ќе бидат ангажирани и двете ски патеки, а од почетокот на идната недела ски лифтовите ќе работат секој ден. Цената за еднодневен билет за ски лифтовите чини 500 денари, додека за децата 400. Истиот ќе може да се искористи и за деновите кога ќе има ноќно скијање. Инаку, минатата година, локалната самоуправа на Кочани работеше на подобрување на условите за развој на планинскиот туризам. При тоа, со подршка од државата, беа рехабилитирани 11 километри од патот до Пониква, проширени и просторот за паркирање, поставени се јавни тоалети, а работи и инфоцентарот. Вработените во администрацијата на општина Кочани ќе се ангажираат во расчистување на дел од дивите депонии во околината на градот. Слична акција имаше и минатата година, а целта е да се подигне јавната свест кај граѓаните за заштита на животната средина, за да не се применуваат законски санкции. Општинската администрација од локалната самоуправа на Кочани најавува акција за расчистување на дивите депонии во околината на градот. Според известувањето, акцијата е планирано да се одржи в понеделник на 28 јануари, при што во неа ќе се вклучат вработените во општината како и екипи од комуналното претпријатие Водовод. Акцијата ќе се изведе на Полацки пат во близина на фабриката за вода, каде и по неколкуте интервенции на комуналното претпријатие Водовод несовесните граѓани недозволено изфрлаат отпад и ја загадуваат животната средина. Расчистувањето на дивата депонија ќе се реализира со почеток од 12 часот и ќе се изведе во соработка со комуналното јавно претпријатие Водовод, а во неа ќе се вклучат и вработените од Центарот за управување со кризи. Ова е само една од неколкуте планирани акции во наредниот период и е во рамки на борбата за заштита на животната средина. Слична ваква акција се одржа и во мај минатата година, при што беа собрани неколку тони отпад. Во акцијата вработените во општината ја чистеа околината на локацијата пресечена скала над фабриката за вода, каде со години се изфрла отпад, а покрај напорите на надлежните, ефикасни резултати тоа да се спречи досега немаше. Сепак и понатаму останува повикот до граѓаните да помогнат да се спречи деградацијата на природната средина, за да не се применуваат мерки за санкции кон прекршителите. Шумското стопанство Осогово од Кочани минатата 2018 година работеше на пошумување и заштита од ерозија. Се вршеше пошумување соодветно на последните планови кои во исто време представуваат и основа на целокупното нивно работење. Пошумени се вкупно 14 хектари површина со баграм, бел и црн бор и смрека. Јавното претпријатие Македонски шуми подружница Шумско стопанство Осогово од Кочани и минатата 2018 година работеше на пошумувањето и заштита од ерозија во рамките на границите на шумското стопанско подрачје во согласно со последните планови за годишно работење. Постоечките и потенцијалните ерозивни подрачја беа заштитувани со веќе предвидените и утврдени одгледувачки мерки, меѓу кои е и биолошката мерка подигнување на нови шумски насади со соодветни дрвни видови.
Во текот на 2018 година, шумското стопанство Осогово од Кочани изврши пошумување соодветно на последните планови кои во исто време представуваат и основа на целокупното нивно работење. Пошумени се 14 хектари површина. Од нив 2 хектари е багрем пошумен кај градската депонија, 2 хектари црн бор кај Плачковица и 10 хектари бел бор и смрча на Осоговските планини, информираше Благој Диванисов, директор на шумското стопанство Осогово Кочани. Можеби, додаде Диванисов, ако имаше поголема влага, ќе се пошумеше и поголема површина, но како и да е, сепак се задоволни бидејќи планот за пошумување е реализиран во целост. Во однос на пошумувањето за оваа 2019 година, планирано е пролетно пошумување на околу 10 хектари, а ќе има и есенско. Што се однесува за испораката на огромно дрво пак, Диванисов рече дека во 2018 година однесени и испорачани се сите количини на огревно дрво до правните и физичките лица. За 2019 година на располагање се околу 25.000 метри просторни дрва и од шумското стопанство Осогово информираат дека можат и правните субјекти и физичките лица да се запишуваат за испорака. Од тие 2.000 метри просторни се ДАП, а 23.000 метри просторни е бука и 7.000 метри кубни букови трупци, кои се дел од планот за сеча за 2019 година. Ако имаат успешни тендери, ќе има и успешна реализација на планот, додаде Диванисов. Советувањата на родителите и работата со учениците даваат резултати. Подобар успех и поведение и помалку изостаноци направиле кочанските средношколци во првото полугодие од учебната 2018-2019 година, во споредба со истиот период изминатите години. Покажуваат извештаите изготвени од страна на стручните служби на средните училишта во Кочани. Во гимназијата Љупчо Сантов, успехот во првото полугодие во учебната 2018-2019 година генерално е подобар во споредба со изминатите години. Подобрување има и на поведението кое учениците од година во година го поправаат. Се помалку и бегаат од часови, зашто покажува намалениот број изостаноци, истакнаа од училиштето. Официјално 23 декември е одбележан како почеток на второто полугодие за сите ученици, а воедно и започнување на нормалниот тек на воспитно-образовната работа за сите училишта. Она кое што е поврзано со активностите на учениците од претходните 3 месеци или првото полугодие во однос на успехот, поведението и изостаноците е направено преку изготвување на статистички наративен извештај кој што говори за зголемен успех на учениците во однос на другите години и секако една блага нијанса на пат на изостаноците. Се одржуваат редовни родителски средби за кое што нешто се известени, а нормални наставниот кадар. Се одржуваат чести средби со родителите преку воредни и редовни родителски средби, за кои што се информираат за успехот на учениците, за поведението и за редовноста во наставата, кое што секако е еден поттик учениците да имаат, односно да покажуваат подобри резултати. Редовните советувања на родителите се од страна на психолошко-педагошката служба, кои што се одвиваат редовно и секако дека во тој контекст имаме подобрени резултати и нормално соработката со родителите е на повисоко ниво. Во средното училиште Гошовиќ Антиев пак, успехот на учениците стагнира и е ист со претходните години, додека поведението е подобро, а изостаноците и оправдани и неоправдани се во помал број, покажуваат извештаите. Полугодишниот извештај на учениците во 2017-2018 година, споредбено со 2018-2019 учебна година, врз основа на изостаноците ни се намалени, што покажува подобрување. Во однос на поведението ни е подобро за разлика од претходната учебна година, додека пак успехот ни е приближно исто. Сето тоа значи дека разговорите кои што ги водиме ние педагошко-психолошката служба со родителите и со учениците, значи има големо подобрување и влијание кај учениците и кај самите родители. Добрите резултати се должат на применувањето на методи за решавање на проблемот со големиот број изостаноци, кој што беше случај во претходните години, така што советувањето на родителите, чии ученици имаат единици, што не се дисциплинирани и што отсуствуваат од настава подолг период, даваат резултати.
Педагошката служба во училиштата ги свикува родителите на проблематичните деца, ако се однесува на успехот, поведението или на отсуството на учениците и заеднички работат на подобрување на постоечкиот проблем. Тоа значи дека родителските школи даваат резултати и засега функционираат задоволително. Од средните училишта информираат дека со почетокот на второто полугодие учениците се подготвуваат и за надпреварите кои ќе следуваат во идните 2 месеци од годината. Во февруари ќе се одржат општинските надпревари по повеќе предмети и по извршената селекција најдобрите ученици ќе одат на регионално и државно ниво. Учениците ги започнаа подготовките за општинските надпревари по повеќе предмети што ќе започнат во месец февруари. И од двете средни училишта информираа дека со почетокот на второто полугодие веќе се размислува за подготовка на учениците за надпреварите кои што следуваат во наредните 2 месеци и кои се најинтензивни во месец февруари. Средното општинско училиште Гошеви Кентиев неколку години е и домаќин на регионалните надпревари кога учествуваат ученици од повеќе технички училишта од регионот. И во гимназијата Љупчо Сантов течат подготовките за организирање на општинските надпревари, кои исто така ќе се одржат во текот на месец февруари. Најдобрите ќе одат на државни надпревари, кои ќе се одржат во месец март и од кои одговорните и годинава очекуваат добри резултати и успеси на учениците. Инаку учениците и од двете средни училишта континуирано секоја година учествуваат на регионалните и државните надпревари што се организираат во државата и со успесите кои ги постигнуваат го представуваат училиштето и градот во позитивно светло, не само во државата, туку и на меѓународни надпревари. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.